Велат дека есента е најбогатото годишно време. Судејќи според поплавата новитети во светот на тркалата, тоа е неоспорен факт. Сега ги нема саимите, па промоциите и лансирањата се одвиваат преку глобалната мрежа, со што се заштедуваат многу пари. Денеска ќе ве прошетаме по меридијаните широм светот и прославите. Peugeot го прослави својот 210-ти роден ден. Jaguar F-Pace е освежен, во Европа пристига Mustang E-Mach GT, четвртата генерација на Kia Sorento трга од Америка, а BMW го представи првиот моторцикл со перформансната ознака M. Но, на самиот почеток за сензационалниот потег на Bugatti. Сакајќи да отвори нов сегмент, реши да понуди модел кој ќе чини од 43.000 до 59.000 евра. Да, тој истиот Bugatti, чија најевтина изведба се продава за 1,2 милиони евра. Пред да потрчате да уплатете, погледнете за што се работи. Bugatti Baby беше родено 1926 година, кога Еторе и неговиот син Жан одлучија да направат смалена верзија на моделот Type 35 за четвртиот роден ден на најмладиот син на Еторе, Роланд. Оригиналниот подарок требаше да биде еден од својата врста, но сите муштерии што доаѓаа во Мулуз да нарачаат возило од Bugatti реагираа позитивно, го посакуваа за своите деца, па така Bugatti Baby стана дел од производството и продажбата во периодот од 1927 до 1936 година, кога беа произведени токму 500 примероци. Токму затоа, таа идеја сега се оживува. Според Штефан Винкелман, председателот на Bugatti, ова е покана до младата генерација ентузијасти да се влюбат во чудесниот свет на Bugatti. Ние би додале дека е одлична шанса родителите кои поседуваат Bugatti да си ја зголемат суетата, а децата уште толку да ги разгалат по принципот гледајте ме, чудете се. Како да е, Bugatti Baby 2 ќе се продава во 3 електрични изведби со опсег од 1,3 до 13,4 конски сили, кои во зависност од модусот на возење постигнуваат од 20 до 70 км на час. Имаат автономија од 25 км и цена која, ако не татковците, дедовците сигурно ќе ја платат. Основниот модел чини 30.000 евра, Витез 43.000 евра, а колекционерскиот Пурсанг 58.000 евра. Локалните богаташи ги известуваме дека во овие цени не се пресметани транспортот и давачките. Нешто повеќе од 3 години производство и дојде ред да се освежи Jaguar F-Pace. Иако сместен во друштвото на спортско корисни возила, за него производителот никогаш не дал спецификација на теренските способности. Извишената каросерија скроена како здебелен караван сега делува многу поатлетски. Трикот е во вметнувањето на детали кои допренесуваат на динамичниот впечаток како светлосните групи, дифузорите за воздух, но и новиот релјеф на браниците. Редефинирањето
дефинирањето на внатрешноста донесе познат, но потполно нов амбиент, па може да се заклучи дека F-Pace сега конечно ја оправдува припадноста во премиум сегментот. Дигитализацијата на кокпитот заедно со биколорните површини пресвлечени со кожа не се за основните изведби. Сепак муштериите кои се подготвени да платат некој евро повеќе ќе уживаат во англиската интерпретација на разумната раскош. Во Македонија рестилизираниот F-Pace го очекуваме во следните месеци. Со 210 години постоење не може да се пофала од повеќето држави во светот, а камоли компании. Овој успех минатата недела го прослави Peugeot, гордејќи се со своето минато и најавувајќи ја својата визија за иднината. За историјата на лавот од Елисејските полиња би можеле да се направат цели серии, но ние ќе ја пренесеме на кратко и скромно, токму како и ја обележа славеникот во својата 30-минутна програма. Ќе одвоиме простор и за иднината која најдобре ја илустрира 508 PSE. На 26 септември 1810 година компанијата Peugeot Frère Aîné беше официјално основана. Повеќе од 2 века семејството Peugeot е присутно на пазарот, започнувајќи ја модната револуција во 19 век, производството на челичната жица во здолништата на дамите, наречена кронолин, а потоа зазема активна улога во револуцијата на мобилноста, со производство на велосипеди и подоцна автомобили. Peugeot секогаш бил бренд кој во своите редови топло ги пречекувал креативците, инженерите, дизајнерите со цел повеќе од 2 века да ги менува нормите за да ги унапредат стандардите за мобилност. Преку овој сојуз на мажи и жени, Peugeot никогаш не престана да се открива себе си како бренд и стана се посилен со текот на годините за да ја соочи иднината со спокојството. Логото, специјално направено за оваа пригода, започна да го промовира важниот јубилеј, чие обележување ќе трае до крајот на годинава. 210 години е референца со која се истакнува историјата, но иновациите се оние што ќе ги обезбедат следните 210 години што доаѓаат. Без да бидат опиени од големиот јубилеј, тимовите на Peugeot интензивно работат на иднината на марката. Електричните модели заземаат се поголем дел од портфолиото на марката, моторите на внатрешно согорување стануваат поефективни и еколошки, а хибридната технологија е се позастапена. Тоа најдобро го потврдува за оваа прилика лансираниот 508. Кратенката PSE ја заменува GTI. Peugeot Sport Engineered во своето деби покажува каква ќе биде иднината на мокните автомобили со лав на маската. Хибридната технологија обезбедува мотор на внатрешно согорување, 4-цилиндерски со турбополнач кој произведува 200 коњи. Него го потржуваат уште 2 електрични мотори, еден во предниот и еден во задниот дел од кабината. Предниот има сила од 110 додека задниот 113 коњи. Нивното заедничко работење дава импресивни 360 коњи и 520 Нм вртежен момент кои се дистрибуираат на сите тркала до брзина од 190 км на час. На ова треба да се додадат катапултското забрзување од стоење до стотка за 5,2 секунди и максималните 250 км на час, да се свати дека пред нас е автомобил со елегантен дизајн и дивјачки перформанси. Литиум-ионската батерија од 11,5 кWh е доволна да обезбеди околу 50 км само на струја, што со 90 минути полнење на полн капацитет на брз полнач дава можност за долго возење без издувни гасови. Економичноста е преточена и во одржувањето. Пропишаниот сервисен интервал поради термалниот мотор е на 12 месеци, но до поминати 30.000 км. Иднината што ни ја покажува Peugeot е интересна и со нетрпение се очекува. Твојот прв избор.
Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Како ќе изгледа возилото на иднината? Има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Кога ќе ти кажат преубава е новата Шкода Октавија, насмевни се и кажи им благодарам. Шкода Октавија е безвременски дизајн, простор што ти дава сигурност, комфор и уживање, совршена хармонија на стил и практичност. А сега ја поврзуваш со радоста на целото семејство. Новата Шкода Октавија, сега достапна со мобилити пакет од 235 евра Порше лизинг рата. Прва регистрација, каско за првата година, 5% каматна ставка. Новата Октавија. Совршен баланс. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Ford Mustang Mach-E GT идната година ќе дојде во Европа. Мускулестата американска икона сега е потполно електрична и најбрза е во својата класа. Со 465 коњи забрзува до стотка за само 3,7 секунди и може да галопира 500 километри. За 2021-та најавено е доаѓањето и на четвртата генерација на Kia Sorento, која своето деби веќе го направи од другата страна на Атлантикот. Проширувањето на понудата со електрични изведби Ford ја прави на необичен начин, барем кога е во прашање Европа. Неодамна е најавено дека електричниот Mustang Mach-E GT ќе дебитира на стариот континент код крајот на 2021 година. Може би се прашувате што е тука необично. Синиот овал има многу модели во сите класи и одлуката да дебитира на пазарот со електрични автомобили со производ што има 465 коњи и забрзува до стотка за 3,7 секунди укажува дека директно ја напаѓа Тесла. За таков чекор Ford направи адекватни подготовки кои ќе му го расчистат теренот на дивото конјче. Купувачите кои ќе го нарачаат Ford Mustang Mach-E GT до крајот на годинава ќе добијат бесплатен 5-годишен интегриран пристап до полначи за струја ширум Европа. Ford EcoPast Charging Network во овој момент има пристап до 155.000 станици за полнење. На ова се надополнува и бесплатното користење во траење од 1 година на мрежата станици за брзо полнење. Ionity мрежата располага со 270 брзи полначи, а до крајот на идната година нивната бројка ќе биде 400. Оваквиот пристап во голема мерка ќе влијае во афирмацијата на продажбата на овој електричен автомобил кој најавува стратегија која ќе ги опфати и буџетските модели на куќата. Mustang Mach-E GT има два електромотори кои независно ја пренесуваат силата на секоја оска. Двата испорачуваат 465 коњи и 830 Нм, што овозможува максимални 200 км на час. Струјата се складира во батерија од 88 кВт, доволна да ги храни моторите 500 км.
На моќната GT верзија ќе се приклучи стандардниот Mustang Mach-E, кој има забрзување до 100 км на час за 5,1 секунда и автономија од 540 км. Ford најавува дека до крајот на идната година на пазарот ќе има 17 електрифицирани модели во разни верзии, од умерени и плагин хибриди па до потполно електрични возила. Големите спортско корисни возила секогаш биле интересни за пазарот од другата страна на Атлантикот. Затоа Kia посветуваше големо внимание за настапот во Америка. Сосема природно е што потполно новиот Sorento ќе дебитира токму таму, па потоа ќе се понуди на останатите континенти. Со новиот дизајн се крева стандардот што овој производ си го зададе самиот на себе. Силните детали привлекуваат внимание на робусната каросерија и откриваат дека е ставен апостроф на изработката и технологијата. Предниот дел го краси големата маска на ладилникот врамена со јасни лед светла, додека мускулозниот и атлетски профил го истакнува карактерот на Sorento. Задниот дел сега делува стројно поради тенките вертикални поставени стоп светла. Големата каросерија, која во Соединетите Американски држави се квалификува во компактната класа, стои на тркала од 17 до 20 инчи, а во внатрешноста нуди простор за 7 патници. Доколку купувачите сакаат вториот ред седишта, може да го нарачаат со 2 фотели, па 7 стедот да го претворат во комотна средина за 6 патници. Секако дека кабината може да биде обложена со кожа со метални или дрвени украсни лајсни. Она што не се забележува на прв поглед е за 3,5 см зголеменото меѓуоскино растојание, намалената вкупна тежина за 52 кг, како и зголемената цврстина за 4%. Овие остварувања зголемуваат динамиката, управливоста и економичноста. За американскиот пазар понудата се сведува на 2 бензински мотори со хибридни и турбо засилувања, па спектарот на силата се движи од 191 до 281 конска сила. Во зависност од моторизацијата на располагање се погонот на предните или сите тркала преку 8-степена автоматика. Продажбата на новиот Kia Sorento во Америка започнува идниот месец, а во Европа би требало да дебитира околу средината на идната година. Повеќе од известно е дека ќе бидат во игра бензински мотори со плагин и класичен хибриден погон, додека судбината на дизелите е неизвестна. За автомобилите на BMW што ја носат ознаката М знаат и врапчињата. Нивните перформанси се застрашувачки и секој вистински влюбеник на баварските машини мечтае да поседува таков екземплар. Гордиот синобел пропелер не стои само на автомобилите, туку и на моторциклите. Од пред 2 години и за двете тркала се достапни М опционална опрема и М делови, а сега и цели моторцикли. Со новиот модел M1000RR BMW го лансира првиот M модел на моторцикли базиран на S1000RR. Првенецот е наменет за купувачи со големи очекувања од перформансите, ексклузивноста и индивидуалноста. Со 4-цилиндарски мотор со 212 коњи и вкупна тежина од 192 кг се исполнуваат условите во сегментот на супер моторцикли. Линискиот мотор постигнува 15.100 вртежи, максималната сила е испорачува на 14.500 вртежи. Максималниот вртежен момент од 113 Нм ги испорачува на
11.000 вртежи, а моторот е дотеран да дава одлична динамика во обсек од 6 до 11.000 вртежи во минута. Ваквите манири го прават вистински избор за тркачка патека, но и за кривулести планински патчиња. Споменатите перформанси се само врвот на сантата. За да се дојде до нив, инженерите направија еден куп модификации на клиповите, геометријата на менеджментот на титаниумските вентили за нивната варијабилна работа, оптимизирани брегасти оски, полесен издувен систем и уште што не. За потполно уживање во возењето додадени се 5 модуси на возење: Rain, Road, Dynamic, Race и Race Pro 1.3 и последната генерација за динамичка контрола на тракцијата. Ова се само мал дел од модификациите применети на првиот М модел на 2 тркала. Тој во потполност ја оправдува значката што ја носи. Повеќе од сигурно е дека М-оделенијата за моторцикли нема да застане на ова. Во развојниот центар се подготвуваат уште изненадувања, а кога тие ќе изгледат на виделина не зависи само од инженерите, туку и од проценката на маркетерите. Во последните 12 месеци седнав дури 3 пати зад воланот на Mazda 3, еднаш во седан и 2 пати во хеджбек верзија. Овој последниот го сметам за далеку највозбудлив, бидејќи автомобилот зборува сам за себе. Изработен е како и секој екземплар кој се произведува во Јапонија. Прецизен, со полна технологија, но зрењето на марката од Хирошима силно е нагласено во повеќе елементи. Пред се тоа е изгледот кој го оправдува прекарот јапонски Алфа Ромео. Денеска ја тестираме изведбата со дволитарскиот Sky Active X од 180 коњи и погон на сите тркала. Во внатрешноста на Mazda 3 атмосферата е прекрасна, затоа што покрај мултиформите има чувство на висока технологија. Пред возачот е стандардната панорама. Тоа се трите овални инструменти кои се аналогни. На воланот можеби има и премногу копчења за манипулација, а на централната конзола е старомодниот дисплеј. Дисплејот не е на допир, туку се контролира со овој ротирачки инструмент, како и сите останати функции. Она што е интересно во внатрешноста, тоа е комбинацијата на добрите материјали. Имаме гумирана пластика, потоа кожена преслекување, многу убав простор во внатрешноста и многу простор за ослободување, односно за одложување на дребули. Вака, концепираната Mazda 3 делува многу привлечно, многу атрактивно, можам да кажам како Фаберже јајце. А просторот на задната клупа сега ќе го провериме. Во хеджбек каросериите обично нема многу простор во внатрешноста, но во внатрешноста на тројкава јас сум изненаден, бидејќи возачкото седиште е во мојата идеална позиција, јас седам сосема комотно тука и не забележувам воопшто проблем околу просторот. Дури има и потпирач за раце, а простор од главата до покривот има онолку колку што треба. Така да спремно е се за едно долго патување, па макар седеле и на задните седишта.
Mazda 3 изобилува со технологија, особено ова издание со погон на сите 4 тркала. Mazda има богата традиција во изработка на возила со погон на сите тркала, а во тројката е сместен нешто модифициран на погон од MX-5. Тоа значи дека имаме електрохидраулична спојка која ги пренесува вртежите на моторот, односно силата на моторот и на задните тркала. Но тоа е лесен систем, има некаде околу 80 на килограми, што е доста намалена тежина кога збориме за системи за погон на сите тркала. Она што профитира оваа хеджбек каросерија, која патем речено ми делува како Фаберже јајце, е од возните својства. Спрегата со автоматскиот менувач дава голема забава при возењето. Новиот 2-литарски мотор, бензински, испорачува 180 коњски сили, но без турбина. Тој има работа по принципот на дизел моторите, со зголемена компресија. Тој ги користи свекичките само за да почне да циклусот на работа, а потоа во полето помеѓу 2 и 6000 вртежи во минута тој го пали горивото под притисок. Со тоа се добива зголемена економичност. Јас на изминатите околу 670 километри забележав просечна потрошувачка од 8,4 литри, што е податок кој покажува дека и потентните мотори без турбина и со погон на сите 4 тркала може да бидат економични и се разбира многу забавни за возење. Ова е стварно интересно бидејќи погонот на сите 4 тркала ви дозволува малку да претерате со брзината, а управувањето ја мести каросеријата онака како што треба да биде наместена. Можеби звуците на пневматиците ќе ве опоменат дека претерувате, но забавата е голема, а уште повеќе ми се допаѓа прецизноста со која се однесува каросеријата. Патот е многу тесен и затоа морам цело време да го држам погледот на него. Но она што ја имам интеракцијата со автомобилот е прекрасна. На одличните возни својства покрај погонот на сите 4 тркала допринесува и векторинг системот. Тој е електронски систем кој надгледува многу варијанти и параметри на возилото и ви дозволува да претерате со брзината. Тој функционира со намалување на вртежите на моторот, но и активирање на потребната сопирачка на избраното тркало. Например, ако претерате со брзината, а сте влезени во десен свиок, тогаш векторинг системот ја погонува десната предна сопирачка, така да ве задржува во траекторијата на движењето и се спротивставува на контрасилите што действуваат по законот на физиката. Таквиот принцип дозволува насмевка на лицето на возачот и многу лесно кротење на каросеријата. Па добро, ова возило сепак не е скроено за трки, но има одлична перформанса. Каква е Mazda тројката во нормално возење? Менувачот знае да биде бучен. Тој како да го силува моторот, но кога возите култивирано и смирено, тогаш завладува и тишината во кабината. Mazda 3 има компактна хеджбек каросерија, но престојот во кабината е удобен. Јас имам мала забелешка за тврдината на седиштата, бидејќи тие знаат да бидат малку напорни на подолги релации, но кога возите спортски, тие се одлични. Го држат телото во позиција каква треба да го држат, но и овозможуваат комоција.
Mazda 3 со дволитарскиот мотор со директно впрскување на горивото и палење под компресија, наречен Sky Active X, со погон на сите 4 тркала, се разбира добар автоматски менувач и раскошно опремена и дотерана кабина, чини 37.500 евра. Тоа не е податок со кој Mazda може да се гордее и може да биде многу конкурентна со останатите возила. Но, оној што сака да има ултимативна забава за управувачот, но и модерна технологија која знае да биде и економична, не треба да ги штеди парите. Ова е, како што реков, вистинско Фаберже јајце. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање до следното издание за 7 дена.